Дворот на Коцеви од Струмичко Моноспитово полн со пеперки, кои ги има засадено на околу 8 декари. Ангажирал работници да ги подготви за да се носат на откуп. Тврди дека последниве денови значително опаднал интересот за струмичкиот зеленчук од страна на трговците, заради што паднале и откупните цени. Цената е ниска. Цените се незадоволителни. Бидејќи гледаш работници, веќе ние фамилија не имаме работници, плаќаме, што не е задоволително. Значи нема за нас кој знае колку шо. Краставицата ја леже на погарајаште на купа, нема кој да откупи. 5 динара е моменталната цена и нема интерес. И дали вие за 5 динара би работиле? Не е поразлична состојбата ниту во Банско. И таму земјоделците реагираа што нема кој да ги праша за нивното производство изложено на главната улица. Кој ги напита? Нема кој да напита. Така стоаме тук. Ако дојде некој, ако не, па. Нема трговци? Нема. Дека и гледаше некој, нема никој. Само производителе. Друго нема. Секој ден по цел ден, кажи го. И на крајот ќе не чекат. На поевтина цена ќе ни го земат и ќе си одат. Коцев смета дека проблем се трговците, кои сами ги диктираат откупните цени без контрола од државни институции, бидејќи последниве години воопшто не се чувствувале ветувањата за нови пазари. Пазарите ги губаме од кој начин, дали не имаме способни трговци, или трговците сават маржа многу за нив, па ни бегат самите трговци од нашата држава, што е работата не знаеме. Ние сме само да работиме, должни сме, другото не е нашо. Ние сме да произведеме. А другото останава на државата, на трговците и така натаму. Треба малку да се става ред во тие трговци. Дали маржата е многу голема. Трговците што ги контактиравме тврдат дека откупните цени се резултат на понудата и побарувачката, како на домашниот, така и на странските пазари, претежно од поранешна Југославија, но и од источноевропските држави. Убедуваат дека деновиве ќе нема значителни осцилации на откупните цени на струмичкиот зеленчук.